станува збор за интерпелација која што очигледно е инициирана од притисокот што го има и СДСМ и НСДП генерална опозицијата за да прават било што, да имаат било какви активности, кој притисок дали доаѓа од јавноста или од членството на овие две опозициони партии небитно, меѓутоа е плод на безидејност, плод на безактивност на опозицијата и сега се обидуваат ради реда да најдат било каква причина со која што ќе покренат интерпелација и кога во собрание уште 2-3 дена ќе разговараме за конкретниот министер или за конкретниот случај за кој што опозицијата потенцира. Жалиме што господинот Тито Петковски и СДСМ се обидуваат врз себе да ја превземат улогата не само на собрание, туку и улога на јавен обвинител и улога на судија. Во нормален демократски систем во кој што функционира во овие 20 години, пратениците не можат да бидат во исто време и судии и јавни обвинители. Ако господинот Петковски има таква желба инициирана од спомените од неговото политичко минато, тогаш проблемот не е во функционирањето на системот, туку е проблемот во меморијата на господинот Тито Петковски од претходниот систем. Очигледно дека станува збор за работа за која што господинот Петковски не сака да најде разбирање. Неколку пати му одговорено од страна на Министерството за внатрешни работи, дадени се изјави, одговорено е на претеничко прашање и така натака. Тој и понатаму упорно тврди дека нема одговор и понатаму упорно ги крие документите од членовите на комисијата за конкретната комисија која што ја раководи тој самиот. И последно, не помалку значајно, е тоа што под иницијација на севкупната политичка атмосфера, господинот Црвенковски пред неколку недели даде изјава дека се сомнева дека е прислушкува. Кога сите експерти и целата јавност со сомнеш и со мала доза на подсмев погледно на тоа, некој мора да ја продолжи приказната и некој мора да најде оправдување за таквите смешни тези на господинот Црвенковски. Тоа што СДСМ денеска го прави комплетно тоа. Значи се обидуваат да го обелат образот на нивниот председател. За нас тоа е очекувано, меѓутоа непотребно собранието ќе губи од динамиката, нема да разговара за закони кои што се во интерес на граѓаните, нема да разговара за реформи, нема да разговара за конкретни активности, ќе разговара за политичката хипокризија на неколку представници од опозицијата.